Стартува петочното отворено студио 1. Добар ден и добре дојдовте. Јас сум Јана Јосифовска и се надеваме дека како и секогаш и во ова маратонско отворено студио 1 ќе го задржиме вашето внимание. Секако во овој прв блок, 14 часот, како што веќе ви е добро познато, ќе го започнеме со извадоци, односно исечоци од најинтересните разговори кои што го одбележаа вчерашното отворено студио 1 и тука во студиото ќе го имаме и колегата Славчо Поповски, кој што ќе не информира за временската ситуација која што не очекува и за време на викендот и секако следната недела. Веќе во 14 часот и 30 минути вестите на 1 ТВ заедно со колешката Елена Джогуманова и најновите информации од земјава и од светот. Со мене повторно во отвореното студио се гледате во 15 часот и 20 минути. Гости ќе ми бидат Тони Котевски, кој што е председател на Екстрим Байк тимот од Битола, и секако Александра Митревска, која што е член на овој клуб. А главната тема ќе ни биде адреналински напелистер. Нешто што ќе го најавиме и за сите оние зависници од адреналин. Секако ќе има што да слушнат по овој повод во однос на ова надпреварување. 15 часот и 40 минути, стандарден термин за анализа на вестите од регионот и од светот со колегата Дејан Андоновиќ. Повторно сме назад во студиото во 17 часот. Гостин ќе биде новинарот Горан Левков од СКУП, а поводот е најновото истражување во однос на имотната состојба на јавните функционери. Конкретно последното истражување е посветено на со каков имот всушност си замина веќе екс-председателот на државата Ѓорѓе Иванов, меѓутоа ќе отвориме и темата за борбата против корупцијата и се она што во последно го презема Антикорупцијската комисија. 17 часот и 45 минути, време добро познато за вас, бидејќи стартува забавниот дел на 1 ТВ со музичкото талент шоу Звезда број 1. Веднаш потоа ги имаме нашите ексклузивци Стефан и Нина, секако со интересните содржини, и Сергеј Варошлија, блокот мода, неговите модни совети и критики до вас. 19 часот и 20 минути. Од отвореното студио 1 палката ја презема колешката Јадранка Костова. Започнува со она тема која што доста се третира во последно, односно главното прашање е дали сега владата на Заев ја краси она транспарентност и отчетност која што беше најавувана. По тој повод Јадранка Костова разговара со министерот Роберт Поповски. 20 часот време за централниот дневник на 1 ТВ и веќе во 21 часот Јадранка продолжува со друга тематика, што всушност ќе донесе метлата, така наречена, на премиерот Заев, и секако ќе биде ставен и акцент на оние кадровски промени кои што пак лидерот на најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски ги направи во своите редови. Главното прашање е дали на ваков начин ќе се дистанцираат од груевизмот. На оваа тема гости на Јадранка Костова ќе бидат Гордан Георгиев, Костадин Богданов и Иво Рангеловиќ. Во 22 часот време за авторската емисија Спорт 1 на колегите од спортската редакција, секако ќе имате можности за ваши јавување да си добиете награди, и ова маратонско отворено студио 1 се заокружува со последните вести некаде околу 23 часот. Така што тоа е генералната најава на нашите содржини, а сега продолжуваме со еден разговор, делот разговорот кој што вчера Александар Чомовски го имаше тука со директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Многу прашања се отворија, секако и во пресред на најавениот попис во 2020 година. Меѓутоа, можеби оние загрижувачки некои податоци дека Македонија старе, ако може така да се каже, има многу фактори во овој однос, наталитетот, секако бројот на многу умрени лица, меѓутоа и оно што е главно, а што и Симовски самиот го напомена, е дека многу млади лица заминуваат од земјава. Па да слушнеме во продолжение делот ставовите на Симовски, што ќе донесе предстојниот најавен попис. Ова е состојба од еден процес кој што започна некаде кон крајот на 60-тите години и кој што трае се уште. На почетокот на овој процес главен причинител на така наречената демографска транзиција се нарекува овој процес
беше намалувањето на наталитетот, а следствено на тоа постепено старење на населението и зголемувањето на бројот на умрените лица заради менувањата кои што се случува во старосната структура на населението. Меѓутоа, истовремено започна односно продолжи малку поинтензивно и процесот на иселувањето од државата. Вие треба добро да се сеќавате 60-тите, 70-тите години, особено композиции возови заминуваа за Германија со луѓе кои што... За овие што треба се сетат и за турското заминување. Затоа велам, не е тоа почеток на тој процес, меѓутоа стана многу интензивен. Во тој период Западна Европа бараше многу работна сила и не само од нашата држава, туку од целиот овој регион и пошироко бранови на население се сливаа кон Западна Европа. Добро, Симонски, за тоа се задржиме во текот на разговорот. Да апострофираме елементи на тековната депопулација или на фактот дека Македонија веќе високо котира во земјите кои стареат. Се смета дека сите оние што имаат над 65 години просечна старост припаѓаат во државите со старо население. Дали сме ние меѓу најстарите или одиме кон тоа? Не сме меѓу најстарите, меѓутоа сме во така наречено стадиум на длабоко старење, длабока старост. Значи, ако пред едно 10-15 години бевме на прагот на овој стадиум, сега сме и ова не е резултанта само на учеството на популацијата постара од 65 години, туку е комбинација на учества на различни старосни групи. Учеството на младата популација, учеството на средна и средновечна популација и учеството на старата, комбинирано со уште неколку други методи. Така се пресметува тој индекс на старење, кој што и има таму некои 7 стадиуми. Ние сме влезени одамна веќе во последниот 7-миот стадиум на длабока демографска старост. Анита Кочишки во вчерашното отворено студио 1 разговараше со Коста Петров, кој што беше дел од тимот на Тамара Тудевска, секако на последната Евровизија и кој што всушност е коавтор на песната Proud. Петров ги сподели своите искуства, што всушност се случувало зад кулисите на целиот овој евровизиски спектакл, како долги месеци наназад се создавала песната на Тамара, која што освои многу срца. Во продолжение слушаме дел од овој разговор. Уште мислам ден денес не можеме да сватиме што навистина се случуваше. Меѓутоа ќе кажам дека успехот наш таму беше резултат на 3 месеци макотрпна работа. Целиот тим, значи ние бевме отприлика 16 на луѓе. Сите максимално верувавме и во Тамара, и во нашиот успех, и кога стигнавме во Тел Авив, не стигнавме подготвени. Не знаевме зашто. Сите прогнозиравме топ 10, меѓутоа беме подготвени за најдоброто. И тоа се случи. Да. Повеќе или помалку на крајот. Се случи, да, иако очекуваме. Никогаш не можеш на Евровизија да очекуваш, нели? Бидејќи знаат да се случат најразлични изненадувања. И баш во тие моменти, во четвртокот особено, кога влеговме во полуфинале, кога бевме првите, мислам онака тоа ни беше опуштање максимално и веќе во сабота бевме и порелаксирани и посамоуверени. Да, со оглед на тоа колку пати не стигнавме до главната вечер, ова ни беше како да сме победиле. Ние во 10 години всушност само еднаш ќе имаме влезено со црно и бело се Калиопи, тогаш сме биле 10-то место, значи на граница да не влеземе. А оваа година сме биле втори. Позади најголемиот фаворит. Што значи овие 3 месеци подготовка на домашен условно терен? Па се работеше на еден начин многу школски и пратејќи ги големите светски трендови. Ние кога започнавме со приказната на одењето на Тамара на Евровизија, уште од стартот знаевме дека сакаме да креираме приказна. И врз база на таа приказна да креираме песна. Ние не започнавме со песна, туку песна да дојде од кога ние дефинираме која е приказната. А приказната е многу едноставна. Тие што ја знаат Тамара, знаат дека со раѓањето на незините деца се менува тотално Тамара како личност и таа сама вели мене кога се роди особено ќерка ми, целосно се променив и токму сакавме тоа да биде на еден начин првата точка во целата приказна. Од каде ќе тргнете. Да, и врз база на таа
приказна, потоа ја креиравме песната, потоа нели спотот и сите приказни што не водеа до самиот настап на Евровизија. Во таа подготовка сега ајде да оставам домашната јавност на страна. Ако зборуваме за тоа што е јавност надвор од нашите граници, која треба да слушне, да ја слушне песната, да го види спотот и така натаму. Дали тука се работеше на посебна некаква стратегија или Не, всушност главната стратегија беше дефинирање на нашето верување и нашата цел. Нашето верување во проектот беше дека секој треба да го живее животот така како што сака, а целта на целиот проект беше луѓето да ја слават својата големина и својата гордост, да бидат горди на тоа што го постигнало. Штом ги имаме веќе тие елементи, потоа лесно беше да се креира и целата приказна и медиската стратегија и локално и интернационално. Меѓутоа сакаме приказно што сите ќе ја сватат и на свој начин, меѓутоа и пораката ќе се остане иста. Меѓутоа многу универзална, меѓутоа повторно да ја перцепираш на еден твој индивидуален начин. И сега од оваа перспектива тоа се покажува како вистинскиот рецепт во токму во тој контекст. Подобро е да ја прво имаш стратегијата или планот во глава, па потоа да ти се создаде песната? Видете, тоа најпрво е резултат на огромно истражување. Значи ние пред што кога го започнавме процесот, прво решивме да дознаеме што е всушност Евровизија. Бидејќи Евровизија не е, ние мислиме дека е избор за песна на Евровизија. Да, песната е важна. Меѓутоа, ако погледнете на историјата, Евровизија е место каде што се рушат табуа, каде што различното се слави. Место каде што пред 20 години сме имале транссексуалец што освоил прво место. Значи, Евровизија е многу повеќе од тоа. И токму поради тоа, кога видовме всушност која е целата приказна за Евровизија, решивме и ние да ги следиме тие некои евровизиски правила. Да, ќе имаме одлична песна, меѓутоа сакаме да имаме одлична приказна, а самата песна да биде дел од приказната, меѓутоа да не биде носечкиот фактор во целата приказна. А се разбира, модерното време носи и континуиран развој на технологијата и токму таа нова 5G технологија, така наречена, што веќе неколку месеци наназад се повеќе во светската јавност се говори за неа, беше една од темите која што исто така се третираше во отвореното студио 1. Колешката Елена Милошевска разговараше со Ванчо Ордановски, кој што е IT професионалец, во однос на сите оние предизвици и кои предности ќе ги донесе оваа веќе најавувана 5G технологија. Верувам дека има дел од популацијата која што доста среќна ќе биде во овој однос. Слушаме во продолжение. 5G технологијата е, нели, пета генерација. Не се знае многу, затоа што се уште не е пуштена во званичен оптик, туку само во некои тест инсталации. И таа технологија, за разлика од 3 и 4G, ќе донесе големи технолошки предности во однос на комуникациите, не само комуникациите помеѓу луѓето. Мислам, од првата 1G технологија во 85-та, кога што воопшто не беше на оваа техничка ниво таа комуникација, до сега се сменети 4, со тоа што 3G и 4G се во суштина многу слични. Само 4G има поголема брзина на интернет и на комуникација, меѓутоа технологијата во суштина иста. 5G ќе донесе големи промени не само во, ние пак ќе се избориме на мобилен, мислам, како што се избориме и до сега, тука нема кој нешто да се смени, но ќе се сменат брзините на комуникации драстично повеќе. Колку пати ова петта генерација, ова 5G технологија ќе биде побрза од 4G? Знаете што, во светот многу различни бројки се кажуваат, но ако порано ви треба за еден филм да снимнете од интернет за, например, 20 минути, 30 минути, сега ќе го снимнете за 20 секунди. Значи, драстично многу побрзо ќе биде. Јас точните бројки не ги знам, веројатно ќе се знаат дури кога ќе почне тоа да стане, да се стабилизира таа технологија, но ќе биде многу подобро. Пред се заради измена во технологијата, во начинот на кој се остварена мрежата,
телекомска, значи оние базни станици и така натаму, и начинот на кој тие базни станици комуницираат со мобилните уреди. Еве кога зборуваме веќе за базните станици, тоа значи дека самата мрежа, базните станици ќе бидат поставени на пократко растојание или што значи? Основата на 5G технологијата е, сега малку ќе морам во техничко објаснување влезам, се надевам дека ќе бидам јасен. Основата на 5G технологијата е мултиплекс, тоест истовремено спојување со повеќе базни станици и дури истовремени повеќе врски со една базна станица. Прво, базните станици воопшто не се исти како досегашните, ни по димензии почнувајќи, ни по домет, значи имаат многу помал домет и помала сила на зрачење, а тоа можеме понатаму да збориме што ќе предизвика и нема да предизвика. Значи силата на зрачење е многу помала, фреквенцијата на зрачење е многу различна и повисока и на тоа ќе овозможи, реков, мултиплекс врски на уредот, телефонот или оној уред кој што комуницира преку таа мрежа, тоа драстично ќе влијае на неколку работи, пред се на брзината на комуникација, на сигурноста на комуникацијата, тој хендшейк помеѓу уредот и базната станица веќе нема да зависи од само една станица, туку од сите кои што се во домет. И многу исто така ќе се намали така наречената латенција во комуникацијата, тоа е времето помеѓу испраќање сигналот и стигање на неговата дестинација. Сега тоа вака навидом изгледа нема врска, но во суштина има многу големи технолошки реперкусии. Пред се, реков, ние што ќе се избориме и ќе гледаме, ќе спуштаме филмови брзо, тоа е едната придобивка. Второ, ќе можеме да гледаме видео во многу голем квалитет, значи 4K или Full HD. Денеска дури и со жичан интернет, не безжичен, тешко се остварува Full HD во нормално користење, а камоли мобилен, но сега тоа се ќе се смени, а особено ќе има влијание на меѓумашински комуникации. Звучи малку Skynet, но иднината ние веќе како човештво ја решивме комуникацијата со мобилни уреди и тоа функционира добро. Сега останува да го решиме проблемот на комуникација помеѓу машините. Да, со нас во студиото е веќе Славчо Пувовски. Славчо, добар ден. Добар ден и поздрав до гледачите кои не гледаат. Ајде, секако она твоја анализа на временската прогноза може да ја следат после вестите сите и да ја прочитаат на нашиот сајт identava.mk, но малку ајде подетално сега да елаборираме. Најави невреме за време на викендот, ова ќе биде некој циклон, ќе биде ли страшно? Уште од овие попладневни часови, под влијание на циклонска активност од Медитеранот, ќе имаме доста нестабилна атмосфера, со што на повеќе места очекуваме поројни врнежи од дожд, проследени со грмежи и засилен ветер, додека пак локално поради загреаната атмосфера ќе има и појава на невреме со интензивен поројен дожд, силни електрични празнења, силен ветер како и појава на град, но тоа што треба да предупредиме до граѓаните е огромното количество на воден талок, кој во текот на следните денови, односно некаде до 6-7 јуни, локално ќе се искачи дури до 90 литри на метар квадратен, па така има услови за локални поплавувања. Славчо, освен за време на викендот, значи следната недела ќе продолжи ова невреме? Па во најголемиот дел, ќе имаме доста нестабилна атмосфера, а според најновите анализи и престојното лето ќе ни биде такво со почести невреме. Значи ќе биде како и пролетва, цела променливо. Во однос на температурите некој драстичен пат ќе има или ќе се задржат релативно високи како што се? Па ќе се задржат како сегашниот, значи на секаде над 20 степени,
односно истите ќе се искачуваат некаде во интервалот од 22 до 28-29 степени. Иако напомена сега дека цело лето очигледно ќе ни биде Така, да. вакво, значи не може да те прашам дека ќе не очекува на некој подолг рок стабилизирање Нема, на времето. Да, барем за сега нема некое долготрајно стабилизирање. Во ред, Славчо, секако ти благодарам за оваа благодарам и кратка те. анализа, меѓутоа детална. Ние веќе од отвореното студио 1. Останете со нас, за кратко следуваат вестите на 1 ТВ. Се гледаме во 15 часот и 20 минути.